Обично кога имаме проповед, или обично кога се проповеда нешто, кога човек сака да најде некоја тема или причина за која сака да зборува, гледа да се фокусира на една група. Дали ќе се млади, дали ќе се стари, дали ќе се возрастни, дали ќе се верни, дали ќе се неверни, така натака. Денес сакам малку пошироко да одиме и ќе ви кажем зошто за кратко. Сакам да зборувам на нешто како мудрост за целото семејство. Да име за мали, големи, стари, млади, за сите што може да бидат, да видиме има ли нешто Библијата да ни каже. Најважното нешто за семејството е мудроста. Ке разговараме која е разликата помеѓу мудрост и знаење. Деки тие две работи се различни. Знаете, во науката често пати ќе ви кажат науката или знаењето или научниците можат да ви кажат како да направите нешто. Ама нема да ви кажат дали да го направите тоа нешто. Не верувате? Во нацистичка Германија научниците беа тие што бараат да најдат начин како што побрзо да уништат и да запалат што повеќе човечки тела. Тие го најдоа техниката, ама не река вака треба да правите, он река ево го системот, вие користате или не го користате. Имате автомобил, атомската бомба, вакцините за некои луѓе, или како сакате кажете ги. Има многу работи што едно е да знаеш, а друго е да знаеш дали треба да го направиш или не. И тоа е разликата помеѓу знаењето и мудроста. И кога зборуваме за мудроста, зборуваме за нешто кое го надминува човечкото знаење. На едно место во Јован, во Евангелието според Јован, има таму еден човек што е слеп од раѓање. И кога зборуваат со него фарисеите, му викаат прослави го Господ, нели тој што тебе ти излечи е што? Вика грешен човек. Ја немам појма. Каков и што е? Оно што јас го знам е дека бев слеп, сега гледам. Има разлика помеѓу знаење и мудрост. И сакам да ви дам кратко нешто само. Во Библијата стои напишано, ќе се сетите сите дека вика знаењето ќе се умножи, а што беше она? А љубовта вика ќе се олади. Не знам дали некоја сте погледнале како се умножува знаењето. Сакам да ви дадам еден преглед. И сакам малку графички да го представиме како ја што го чув него што го представи тоа графички. Вика вака, од почетокот на светот 1845 година, цело знаење може да кажете, да го представите со некои 3 см висина. Отприлика вака, толку. Од 1845 до 1945 за 100 години знаењето отиде толку. Отприлика, што ќе кажете. Од 1945 до 75 година. Гледайте сега, за само 30 години. Знаењето вика може да го представите како 140 метри висока зграда. Почнавме од 3 сантими, стасавме на 140 метри. За колку време гледајте? Од 1845 до 1975 година. Колку години се тоа? 200 и кусур години, така ли? Хајде одиме понатака. По Втората светска војна. Има еден човек, тоа во една книга го има напишено. Critical Path се вика книгата. Нешто читав, ме интересираше. Таму видов. Во таа книга, напишана е некаде таму околу 50-те години, тој тврдеше дека по Втората светска војна знаењето ќе се дуплира на секои 25 години. Така сметаа научниците. На секои 25 години знаењето ќе биде двојно. Ни се покажува, ако погледнете денес од 2010 година наваму знаењето се дуплира на секои 2 години. На секои 2 години се дуплира знаењето. Клиничкото знаење, она знаење што може да се примени, да кажеме директно, вика се дуплира на секои 18 месеци. Нешто страшно. А сепак се водат војни, сепак се прават проблеми, сепак луѓе градат згради без железо, високи 10 ката, и кој ќе затресе одеднаш паѓаат и станува лом и хаос на се. Што фали? Не фали знаење. Знаење имате колку сакате. Имаме проблем. А проблемот е оној кој е врзан не со знаењето. Проблемот е оној што е врзан со мудроста, за која апостолот Павле вика, наречувајќи се себе мудри, тие обезумија. Ние сме паметни. Супер. Ајде сега да го примениме тоа во пракса на начин на кој ќе биде угоден на Господ, тогаш ќе бидеме мудри. И тука е разликата, и тука е проблемот на се што се случува. Во Римјаните 1 глава всушност во основа пишува дека луѓето се објаснети без разлика колку многу знаеш. Ако не го познаваш Господа, ти си безумен. Тоа е аксиомата. Многу лоша аксиома, на просечен човек на улица вика аман те мол.
Јас може да бидам атеист, може да бидам гениалец. Можеш. Може да бидам мудар. Не можеш ти да бидеш мудар во својата струка, а да не си мудар за тоа кај ќе минеш вечноста. Тука веќе мудроста паѓа, ама не постои вечност. Океј, нема проблем, не постои вечност. Тоа е прашањето што ќе изгубиш ако веруваш во неа. А што ќе изгубиш ако не веруваш дека има. И тука доаѓа мудроста која треба да пресечи и да одлучи што ќе се случува. Понатаму апостол Павле во Ефесијаните 4 глава 17 до 19 стих видите што вели он. Вика наречувајќи се, ова пак го зборувам и за сведок го повиквам Господа. Вели, да не постапувате веќе како што постапуваат и другите незнабожци по суетата на својот ум. Помрачени во разумот. Зошто се помрачени? Оти се ментално болни? Не. Отстранете се од Божиот живот поради нивното незнаење и ожесточување на нивното срце. Значи едноставно се бунтуваат, дојдени до безчувство. Окоравеле, баш ми е гајле веќе за се. Тие се предадоа на безсрамност и ненаситно вршат секаква нечистота. Со други зборови, ни се вели дека човекот без Бог свесно се прави лут. Затоа што ништо од ова што е тука спомнато, ожесточување на срцето, стегање на срцето, значи не живење како што треба, живење во разврат, ништо од тоа не му носи полза на човекот, а тој сепак го прави. И упорно тврди дека така треба. Тоа е најголемиот проблем за кој овде разликата на мудроста и на, пак ќе речем, безумството. И гледате Павле понатаму што пишува во тој исти текст. Но вие, ова се однесува на оние кои се верни луѓе, го познавате Христа. Така кога на вистина се чуле за него и во него сте се научили дека вистината е во Исуса. Зошто? Да го отфрлите од себе стариот човек според вашето поранешно живење. Тргни го вика тоа стариот начин на живење тука. Кој се распаѓа во измамливи желби, да се обновиш во духот на својот ум и да се облечете во новиот човек, создаден според Бога во правда и светост во вистина. Нема да зборувам сега ова, друг пат може да дискутираме колку е тука вклучена мојата и твојата волја. Мојата баба Роса ми остави едно нешто, ако ништо повеќе, викаше, неќам и не можам се брат и сестра. Неќам не можам, многу пати. Знамо ти е можно, ама не сакам. Зошто вака ми е подобро? Тоа е она за кој тука уствари зборува во стихот. Интересно е дека во 2 Тимотеј таму вика 3:7 вели дека луѓето секогаш се учат и никогаш не можат да дојдат до познавање на вистината. Тоа е мудро, тоа е безумниот. Цело време учи, цело време вика јас дознав нешто, јас знам повеќе. Абе целиот грчки да го научам, целиот хеврејски да го научам, Библијата да можам да ја дебатирам на ниво на запирка. Мора да дојде еден момент да кажам што ќе правам со сето тоа знаење во мојот живот. Оти ако не го направам тоа, Библијата вели јас сум безумен. Ич неубаво. Ова е страшно, бидејќи видите што вели после во 1 Коринтијаните 2:14. Душевниот човек не го прима она што е од Божиот дух. Телесниот ние што би рекли. За него тоа е безумство и не може да го разбере, оти треба духовно да се испита. Пак се враќаме на она прашање, кој ќе рече испитува тука. Сакам да се задржам на поентата на мојата лична одговорност. Ѓаволот ме натера е многу убав израз, ама многу често неточен. Зошто вика вие грешите, апостол Павле? Заради вашите грешни желби. Зошто правите билја? Заради тоа што не сакате да го послушате Господа. А зошто не кеш да го послушаш? Ево, сите сте биле возрастни, сите сте возрастни, сте биле и деца. Кога правите нешто што знаете оти не чини? Знаете дека не е вред, ама го правите. Кога сакам, кога никој не ме, кога мислам оти можам да го направам и на никој да не дадам одговорност на тоа што ќе го направам. Тоа е разликата помеѓу безумството и мудрото. И поговорките 20:15 викаат лудоста се вгнездува во срцата на децата. Сака да каже дека од самиот почеток на животот детето се раѓа со таа лудост. За да ви помогнам да го следите ова понатаму. Ке замолам Жане, тука имам работни листови, ќе ви ги дадам. Поделете ги, има и пенкалца. Во поговорки 20:15 вика лудоста се вгнездува во срцата на децата. Или со други зборови сака да каже, уште од малечки, ние сме спремни да го следиме другиот пат. Не патот Господов. Сакам да погледнеме за почеток сега тука 4 карактеристики на безумниот. На брзина. Првата карактеристика на безумниот е дека го отфрла Бог. Многу важна карактеристика. Сите безумни го отфрлаат Бог. Псалм 14. Безумникот рече во срцето свое, нема Бог. Многу просто и едноставно.
И си го реши. И мисли дека завршил се. Павле се разбира во Римјаните 3 глава, истото тоа го кажува, после малку подоцна на поинаков начин, ама нема да одиме на тоа. Во Псалм 74, вика, непријателот го навреди Господа. Во Псалм 74, ако го читате целиот псалм, е запишано дека всушност луѓето кои се непријатели на Господ гледаат да го вреѓаат. Кај е тој Господ да го видиме? Од кај е тој Господ? Кој го видел Господ, па и ја да го видам сега? Единствено, кога ќе го спомнат Господ во некој контекст, оне ќе го видиш Господ, демек ќе ти лошо ќе поминиш. Ами ако е тоа вистина, пази се како ќе го видиш реално. Внимавај малку што и како ќе се случи. Многу есенцијално нешто за секој безумник во светот го негира постоењето на Бог. Негира постоење на нешто што е надвор од него и неговото искуство, на кое може да погледне и да каже: ова мене ми пречи. Ова мене ме става во една понезавидна ситуација. Ова мене ме става во ситуација да размислувам малку пошироко, малку поекзистенцијалистички, отколку само јади пие весели се ти утре ќе умреш. Ама тоа е, реков, кратко зборуваме. Втората карактеристика на безумниот е се обожува себе си. Се обожава себе. Поговорки 12:15. Патот на неразумниот му се чини прав во неговите очи. Со други зборови, јас сум главен, ова ми се допаѓа, значи така треба. Јас сум главен, ова ми се допаѓа, така треба да оди понатака. А сепак, понатаму во Поговорки 28:26 вика: кој се надева на себе си е безумен. Сум ви го кажал сигурно овој пример пред многу години. Јас бев уште средна школа. Бевме во методистичката црква таму на Деварца и не знам дали хор вежбаше, не знам зошто бевме собрани внатре и дојде една група луѓе од Русија, млади луѓе. Го памтам тоа затоа што сите беа наша возраст од прилика, сите дојдеа тука и кога дојдеа почнаа да дискутираат зашто толку млади луѓе се во црква, што има тука за вас, нели они атеисти сме до смрти било што, и некој ги праша во тој момент: па добро, на што се надеваш ти? Една млада девојка, ја памтам како сега рече: на себе. Се надевам на себе. И нашата реакција беше: супер, се надеваш, дека не дојде оној момент кој ќе те спушта 2 метра под земја, и тогаш е прашањето: прво, што стана со твојата надеж? И второ, дали надежта ти беше окей? Кога се надевам во нешто смртно, во нешто што ќе заврши, која е фајдата? Нели треба се надевам во нешто поголемо од мене? Ама не се. Кој се надева на себе си е безумен. Тој си е својот извор на вистина, стандард. Тој си ги прави правилата. I did it my way, нели она Френк Синатра што си го пееше, и се разбира, ова во крајна сметка може да го наречете идолопоклонство. Затоа што јас себе си се правам Бог. Се обожувам себе си и ги отфрлам сите други богови наоколу. Една друга карактеристика многу важна е дека му се смее на гревот. Безумниот му се смее на гревот. Денеска тоа може да го видите насекаде. Во Поговорки 14:9 вика: безумните се подбиваат со вината за гревот. Абе, ајде, што ќе ти биде? Абе, ајде, сите го прават тоа. Па ти најпаметниот ли беше? Па ти ќе бидеш Дева Марија, ти ќе бидеш светецот, светијата. Што е проблем, сите го прават тоа? Се подсмеваат, се бунтуваат против гревот. Без разлика колку знаење имаат, тие едноставно му се подсмеваат на гревот. Вика: да бе, стварно викаш дека е тоа грев? Сега едно време беше грев да ја изневериш жена ти. После грев беше да влезеш во брак, затоа што вика: ако решам да се разведам, да не мора да се разведам, барем може да си одам еден од друг. После не беше грев да имаш хомосексуален животен стил. После не беше грев да стапиш во брак со хомосексуален брак. После не беше грев да решиш денеска што ќе бидеш и што ќе станеш утре. Нели? И се е тоа окей. Зошто? Затоа што не постои такво нешто како грев. И знаете до кога оди сето ова? До моментот дека не ти дојде на сопствената кожа да го почувствуваш проблемот. И тогаш викаш: чекај, тој што ми направи? Ми направи нешто лошо на кај мене. Како е тоа лошо? Греф ли? Греф е. Ако е против мене, е греф. Ако јас правам нешто против тебе, тогаш е супер. Тогаш е мој животен стил и начин на живење. Повторно, нешто во безумните. Јас мора побрзам оти ќе заглавиме. Со време. Гревот ги расипува другите. И тоа е една многу интересна карактеристика. Гревот не се ограничува само на мене и на тебе. Гревот сака другите да ги направи како него. Во стилот: ето, гледај ме мене, видиш што ме е мене убаво, ајде стани и ти таков. Во Поговорки 15:2 вика: безумната уста глупост истура.
Или уште повеќе вели, безумната уста се храни со безумие. Со други зборови, цело време гледа да го расипе тој до него. Не гледа, ако види нешто правилно и честно и убаво, да каже јас сакам вака да живеам. Туку вика, не, ова што е добро, честно, правилно и доблесно, сакам да го расипам, за да бидеш ти како мене, а не јас како тебе. Примерот за тоа е дека е многу полесно некој да те повлече тебе од масата долу, отколку ти што можеш да го дигнеш некој на масата. Тоа е идејата овде. Значи, како се покажува безумството? Преку омрза кон Бог, преку обожавање на себе си, преку подсмевање со загревот и расипување на другите околу нас. Едноставно, човекот сака да ги расипе тие околу него. И во овој свет дојде мудроста. Тоа е многу интересно. Баш во овој свет дојде мудроста. И мудроста бара нешто од нас. И сакам да видите што бара. Вели вака. Мудроста вика по улиците, одекнува по плоштадите, проповеда по преполните улици, говор држи пред градските порти. До кога вие незнајковци ќе се гордеете со своите глупости? Вика тука, до кога подбивачите ќе уживаат во подбивање и безумниците ќе го мразат знаењето? Со други зборови, ја ќе заврши факултет за 2 сати, не за 3 години како тебе. Јас гледај колку знам, а на школа не сум модел. Гледај колку ја знам Библијата и често ми ја читала, ама поарно ја знам од тебе. Гледате, што е толку интересно. Вели тука. Да видам дали сум таму кај што треба да бидам. Не сум кај што треба да бидам. Да бевте ги послушале моите опомени. Ке ви го подарев моето срце. Ке ви ги откриев моите мисли. Колку пати ве повикував, но вие ме отфрлавте. Рака ви подавав, но вие ја одбивавте. Моите совети ги отфрлавте. Моите укори не ги примавте. Затоа, кога вие ќе страдате, јас ќе се смеам. Кога ќе ве снајде несреќа, јас ќе ви се подбивам. Кога несреќа како бура ќе ве потопи и пропаст како вијар ќе ве зграби, кога тешка мака ќе ве уништи, вика. Бог вели со просто речено, кога се тоа ќе ви се случи, јас ќе застанам и ќе се смеем и ќе речем кој е сега луд. И кој е сега мудриот. Не ти е Господ лош, туку затоа што ни дал се. А ние повторно викаме, кој те ферма тебе. Интересно е, мудроста ја мразевте, верата во Господи отфрливте, мојот совет не го послушавте, моите опомени ги презревте. И продолжува, затоа ќе ги берете плодовите на своите постапки. Ќе се давите во своите совети, зашто само увереноста ќе ги убие глупавите, немарноста ќе ги упропасти неразумните, а кој мене ме слуша, ќе живее под закрила спокоен и без да се плаши од злото. Господ ти вика, имаш алтернативи, имаш можност. Остани си во глупоста, настрадај, на крајот кој последен се смее, најсладко се смее, или вика, послушај ме, направи го се што треба, ќе живееш под закрила, ќе живееш спокоен, нема да се плашиш од злото. Онаа детската песничка, биди мудар, сега одлучи. На која страна ќе се свртиш? Многу е интересно дека, значи, поговорки, книгата е книга на мудрости. И ни дава контрасти цело време меѓу мудриот и неразумниот. Нема да одам на тоа да објаснам дека ги представувам мудроста како две жени, една мудра и безумна жена. И така натаму. Нема да навлегуваме во сето тоа. Сакам да спомнам 10 работи, и затоа ви дадов работа, низ полесно е да се ги запишете, да ги следите. 10 работи, барем толку најдов јас, што може да ги поминеме тука и да ги дзирнеме во книгата Мудрости, кои треба да ги практикуваме, ако сакаме всушност да бидеме мудри. Не само да имаме знаење, туку да имаме мудрост. И првото нешто кое го спомнува тука Библијата е дека секој од нас треба да има страхопочит кон Господа. Страхопочита кон Господа е почеток на мудроста. И гледате понатаму што вика. Безумниците ги презираат мудроста и поуките. Страхопочита е мудрост, а поуките Божии кои ќе ги отфрлиш, тоа е неразумност. Значи може да бидеш мудар, може да бидеш немудар.
Во Поговорки 9:10 е многу слично. Исто нешто слично такво зборува. Се започнува со Господа. Имаме големи ветувања за богат живот, за убав живот. Кој кажам богат, зборувам богат живот со се, не зборувам само за пари редени или на купче нешто. Благослов врз благослов. Сите добри дарови што Господ сака да ни ги даде, ќе биде супер. Ама ако го послушаме и ако одиме кон тоа. Почнуваме со страхопочита од Господа, бидејќи второто нешто кое го спомнува е пази си го умот. Много интересно, вели вака во Поговорки 3:1. Чедо мое, не заборавај ги моите поуки, чувај ги во срцето моите заповеди. И гледате како продолжува после мудриот Соломон, зашто тие ќе ти го продолжат животот за многу години и среќа ќе ти донесат. Љубовта и верата нека бидат постојано во тебе. Носи ги како синџирче околу вратот. Впиши ги на листовите на твоето срце, вика тука. Многу еден интересен, многу убав текст за мене. Вика, пази си го умот, внимавај на него, гледај на кај ти оди. Ова е да се пазиме каде сме. Сети се на оно што си поучува. Држи ги божествените заповеди. Се што си чува од Библијата, се што си научил, слушај го, чувај го, држи си го во умот. Запиши го на срцето, нормално, нели? Нема да се тетовираме таму внатре, ама идејата е што вика ќе ти го продолжи животот за многу години. Ама викаме ние, има луѓе стари што живеат да се безбожници, знам, вистина е. Ама ако Господ ти дал 20 години и ти додал уште 5 заради тоа што си бил мудар, нели ти е тоа плюс? Овде само патам ќе кажем, некој вика, си отиде, вика, прерано. Не, си отишол точно на време кога Господ сакал да го земе. Па што? Нешто се случило без Господ да знае и да го направи? Ама овде вика, ако сакаш да имаш спокоен живот, ако сакаш да имаш тие работи, чувај ги љубовта и верата нека бидат постојано во тебе. А не верата во нешто. Верата во Господ, страхопочита, почетокот таму. Една многу сериозна заповед која знаеме да ја прескокнуваме неколку пати сега, почитувај ги, вика, родителите. Нешто многу важно. Вика, послушај ги, чедо мое, Поговорки 1:8. Советите на татка си и не заборавај ги поуките на мајка си. После во 10 стих, чедо мое, ако се обидат грешниците да те заведат, вика, не давај се. И во 19 стих вика, таков ќе им биде крајот на сите кои сакат нечесно да се збогатат. Тоа што ќе го грабнат со живот ќе го платат. Овие се само извадоци. Читајте ги Поговорките, ќе видите. Поентата е оваа. Јас знам дека има родители кои не се како што треба. Јас знам дека има родители кои можеби ги злоупотребуваат децата. Сето тоа ми е јасно. Ама кога имаме семејство кое е нормално функционално семејство, идејата е дека детето, особено ако е во верно семејство, треба да ги слушне поуките од родителот. Ако родителот има страхопочит кон Господа, тогаш неговите поуки кон децата се поуки кои треба да му помогнат на детето да живее живот исполнет со страхопочит кон Бога и така да стекне мудрост. Јас сум благодарен за моите родители. Јас се надевам дека мојот син ќе каже, јас сум благодарен на моите родители за оно што ме научиле. Ама поентата тука е дека секој од нас има одговорност. И вие не можете да го учите другиот нешто што самите не сте го научили. Јас не можам да поучувам нешто што јас самиот не го научив. Или не го знам. Во 2 глава исто така таму, во 4 глава вика, ево што запишал тука мудриот. Послушајте ги, чеда мои, советите на таткови. Обрнете внимание да ја запознаете мудроста. Јас ќе ве научам на здраво расудување, како? Ако внимавате на моето учење. И се гледате што вика, кога јас бев дете во домот на татко ми, и омилен син единец кај мајка ми, сеќавате Соломон како дојде? Нели? Ајде да не повтараме. Тој ме поучуваше и ми велеше, земи ги при срце моите совети, прифати ги моите начала и ќе живееш. Прибирај мудрост, проширувај си го знаењето, помни ги моите зборови и не отстапувај од нив. Не отстапувај од мудроста и таа ќе те чува, сакај ја и таа ќе те брани. Послушај ме, чедо мое, прифати ги моите совети и ќе живееш долги години. Овде не вика остани глуп, не учи школа, не работи ништо, легни, дигни сите 4 нагоре. Ама овде вика твоето знаење, твојот растеж, прво во мудроста, прави го на што Господ го бара од тебе и следното е учи, расти во знаењето. Библијата не е против интелектуалниот разум. Библијата не вика и читај само Библија и секи биде супер, ќе бидеш најдобар неврохирург. Не го вика тоа. Ама Библијата вика кога имаш правилен став према животот, кога имаш правилен став према верата, према Господ, тогаш знаењето собирај го. Ќе ти помогне. Ем помудар ки си,
повеќе ќе знаеш. Поефективен ќе бидеш, ќе кажат, види го овој човек. Тоа е поентата. А Давид имаше многу што да го научи Соломон, да ви кажам. Оти Давид ги направи сите глупости што еден човек може да ги направи. Немаше глупост што Давид не ја направи во животот. Значи не беше најсовршениот родител. Ама му вика на Соломон, послушај ме, јас стекнав мудрост и преку белите и глупостите што ги направи. Сега слушај ме, да ти биде добро понатака. Тоа е убавото тука нешто во овој текст. Слушај мудроста на родителите. Четврто. Многу важна работа. Ке ми извините, мора брзо да го поминем ова денеска. Вика, внимателно бирај си ги пријателите. И пак поговорки 1 до 10. Чедо моје, ако се обидат грешниците да те заведат, не давај се. Ако ти речат, дојди со нас да им поставиме стапица на оние наивните, да ги убиеме, никој не ќе знае. Со други збори, да ја смутиме работата, да ги излажеме во бизнес и пријатно. Живи ќе ги пратиме во светот на мртвите. Цели како мртовци во гроб ќе ги струполиме. Имотот ќе им го ограбиме, со богат плен куќите ќе си ги наполниме и ти со наш жреб ќе фрлаш, пленот ќе го делиш. Дојди со нас, ќе ги направиме парта. Овие се лузерите. Ќе ги изгазиме, ќе им искрадеме се ќе грабнеме, се ќе и ти со нас ќе делиш, не се секире. Не знам дали сте забележале колку силни политичари кај нас останаа на улица без ништо, колку останаа по затвори на место оние што стварно требаше да отидат. Би текнува на тоа. Вика, не се лаже за таа работа, оти во гроб ќе отидеш. Чедо моје, вика, не оди со таквите, не стапнува им на патеките, зашто нозете нивни во греф и таа. Брзат крв да пролеваат. Како не ја гледаат стапицата пред своите очи? Пред собствената пропаст дебнат на својот живот, стапици му постапуваат. Просто речено, сами се стават во ситуација да изгорат. Сами се стават во ситуација каде што утре ќе изгорат мислејќи, абе јас сум мудар, бе, јас ова што ќе го направам, готово. Многу современ текст за денес. Текст кој треба да си го ставиме на срце, да знаеме. Остани подалеку, вика, од тие грешните. Остани од оние што ти вика за една сделка милионери ќе бидеме цел живот. Бегајте од таквите. Тоа пробуваат луѓе, не им успева, ќе отидат. Се годиме малку на нешто поинако. Потисни ги, односно контролирај си ги желбите. Внимавај што посакуваш, со други зборови. И првиот дел за кој нашиот текст овде или нашиот Соломон зборува е нешто на кое тој многу падна. И затоа само тој дел ќе го искористиме. Не ти треба, сине, по прелюбници да одиш. Ни во преградка на туѓе жена да се најдеш. Зашто секоја наша постапка Господ ја гледа. Сите наши дела тој ги наблюдува. Престапникот ќе се улови во собствениот престап, ќе се фати во мрежата на собствениот греф и ќе загине од непослушност, ќе пропадне од безумност. Ова не е само мажи не гледајте по туѓи жени, жени не гледајте по туѓите мажи. Ова оди од двете страни. Поентата е, зошто ова? Затоа што е многу брза желба која почнува од очите до извршување. Вика, внимавај си. Потисни си ги желбите. Контролирај си ги желбите. Контролирај се на кај ти оди паметот. Смисли го тоа. Затоа што, знаете како зборува апостол Павле, кога ќе се зачне гревот, сакаш некиш ќе се роди. Многу опасно нешто. Многу опасна работа е тука спомната. Во 6 глава 20 стих. Чедо моје, пази ги татковите заповеди, пак вели, не отстапувај од мајчините поуки, врзи си ги околу срцето, обеси си ги околу вратот, за да те водат кога одиш, да те чуваат кога спиеш, да те упатуваат кога ќе станеш, зашто овие заповеди се светилка. Овие поуки се светлина, овие совети се за животот. И продолжува, вика, нека те чуваат од неморална жена. Или маж, ако сакате, од заводливиот јазик на туѓа жена. Не лакоми се по нејзината убавина, не давај да те плени со очите. Зашто поради блудници човекот паѓа на просечки стап, поради прелюбници го губи честниот живот. Една грешка ќе речеш, ама само една сгрешев. Ама ти си сгрешил против сопругот или сопругата со која целиот живот си ветил дека ќе го поминеш. Таа грешка ти викаш влијае врз целиот твој живот од почеток до крај. Многу е интересен текст тука. И патва рече, вика, тргнеш ли по туги жени, ќе останеш без ништо. И тоа не ги запира луѓето за жал. Тука. И тоа води до 6-та заповед, или 6-та нешто за мудрост. Биди верен на жената. Односно, тука Соломон зборува на
Соломон зборува за маж, ама важи за жена. Биди верен на сопругата, на сопружникот. Некој сме во брак, некој не сме. Ама вели вака, пи вода на својот бунар. Од она што извира од твојот извор. Зар водата од твојот бунар треба да се разлива по улиците и твоите води да течат по плоштадите? Нека ти припиваѓаат само тебе, а не на тугинци. Еден маж, една жена. Твојот извор нека е благословен. Со својата сопруга радувај се, нека ти е мила како срна и драга како кошита. Сопругот, сопружникот, твој тука. Нека те опиваат нејзините гради, нека те плени нејзината љубов. И пак, не ти треба, сине, по прелюбници да одиш ни во преградки на туѓа жена се најдеш. Што е поентата? Туѓата е поубава, туѓата е пофина, туѓиот е подобар, почесен, повеќе ме разбира. Или обратното. Овде вика, ако сакаш да си мудар, биди мудар како ќе се ожениш, омажиш, а потоа стои си таму, уживај и радувај се на оно што си го избрал и Господ што ти го дал. Никој тука нема од нас што стапил во брак затоа што некој на сила му рекол, ево ти е жената, ајде стапувајте во брак. И верувам дека никој така нема да го стават во брак. Ако е така, памет во глава. Седмото нешто многу важно за сите нас, многу практично. Пази си на зборовите. Во Поговорки 4.24, непристојни зборови твојата уста да не изговара. И никакви лаги да не кажува. Овој првиот дел ми пречи. Христијанин, верен обратен човек, во устата пцости не смее да му се најдат. Не затоа што прво, од чисто културолошки аспект, моје уверување е дека човек чуе само тогаш кога нема речник. Не може да најде друг збор, не може да најде сврзник помеѓу две реченици и мора да убаци пцовка. Не верувате? Проверете. И кога ќе ви се пуштат такви работи, кога не знаете кој збор да го употребите во мозокот и употребите пцост, тоа кажува дека не си внимавате на зборовите и не сте мудри. Оти ќе кажете негде нешто што не треба, и после ќе се каете за тоа, ама too late, што ви кажете. Прекасно ќе биде. Не само за пцости. Општо речено, били во Поговорки 10.11, праведната уста е животворна река, а од грешната уста проклетство блика. Омразата поттикнува караници, а љубовта ги покрива сите навреди. Мудроста е на устните на умните, стапот е за грбот на неразумните. Мудрите собираат знаење, а безумната уста брзо ќе пропадне. Ако знаеш зашто зборуваш, зборувај. Ако не знаеш зашто зборуваш, не се прави специјалист. Јас сум шокиран во денешно време колку експерти има по Македонија, по телевизии, по радио, по порталите. Тој експерт по, не знам, избирање метал за чистење. Експерт на било кој начин. Доста више со експерти. Покажи што знаеш. На толку експерти што имаме во државата, на кој дереđe сме, мислам ми покажува дека или експертите не ги бива, или секој што вика јас сум експерт го прифаќаме како тако. Не е тоа поентата. Гледате што вика, праведната уста е животворна река. Пазете си ги зборовите. Знам и јас дека користам многу зборови од животинско царство кога возам. Јасно ми е, ме нервираат луѓе и така на... Тоа е. Ама лошиот збор поттикнува караници. И затоа тука лошите зборови, вика, носат до стап по грбот. Ако за секој лош збор ни става пипер во уста, многу ќе пазете што правиме. Ако за секое лошо нешто кажано и изговорено ние мие уста со сапун, нели што викаме на деца, ќе ти измием уста со сапун ако така правиш, ќе биде лошо. И забележете што вика на крајот. Мудрите собираат знаење, а безумниот брзо ќе пропадне. Со други зборови, денеска сум се испуштил, сум кажал нешто што не треба, утре ќе бидам мудар, ќе речам Господи, контролирај ме да не го направам тоа. Други ден ќе направам белја, Боже, прости ми, го изедов стапот овој пат, ама веќе нема да го допуштам тоа. Дај ми сила, Боже, контролирај ми го, пази ми го јазикот. Тоа е она за која зборува тука текстот. Сите се наоѓаме во таа стапица. Зборувај вистината или лом ќе станеш. Сега доаѓаме малку понатака. Биди трудолюбив. Мудроста исто така значи да се фатиш, да работиш. И класичен стих за тоа Поговорки 6 глава па натаму. Мрзливко, оди кај мравката. Види што прави таа и опамети се. Иако над себе нема заповедник, ни надзорник, ни цар, таа преку лето храната си ја собира. За време на жетвата ја напластува. Забележете што вика, до кога ќе спиеш мрзливко? Кога веќе еднаш ќе се разбудиш?
Малку сон, малку дремка, малку поченка со скрстени раце и ете сиромаштија ќе те снајде како ненадеен грабеж. Немаштијата ќе ти дојде како вооружен крадец. Имаше една ситуација, Сузи и јас како фамилија се враќавме од странство. Некаде. Имавме прилика да отидеме, поминавме некои работи, си трошевме на картичка, се беше супер до моментот кога дојдов некаде тука после Ниш, дојдов на бензинска пумпа, ја поминав картица да платам гориво и ми рекла одбиена. Проверив уште еднаш, ми рекла одбиена. И од денес свативме дека сме потрошиле повеќе него што мислевме. И во тој момент сваќаш дека немаш. Додека трошиш, се имаш. Во моментот кога ќе видиш дека е празен новчаник, немам. Немам, не е од сега. Немаме од пред малку. Тоа е реалноста тука, вистината. Ненадеен вика грабеш. Трудолюбивоста е нешто кое Господ го всадил во човекот од самиот почеток во рајот. Кога Бог го создаде човекот во рајот, не му рече јади пи и весели се, гледај што се има околу тебе, само собери. Му рече ќе обработуваш градината, ќе пазиш градината. Првата заповед што му ја даде беше дај му име на секој животно. Му рече ќе работиш, не сум те ставил да бидеш мрзан. Кога човек нема што да прави или кога човек не го прави тоа што треба, прави бели глупости. Нема мудрост. Нема мудрост. Во секој народ, во секоја нација ќе прочитате еден куп поговорки, еден куп приказни за тоа што им се случува на мрзливите. Без разлика дали наследиле многу па го арчат сега наследеното, без разлика дали треба да го заработат па не го заработувале, без разлика на тоа дабе ја ќе му работам за 1000 на ден и некои такви работи сите што се тука. Фактот е дека Библијата очекува од нас трудолюбивост. Ама сериозна трудолюбивост. Во поговорки 10:2 вика нема полза од нечесна печалба, а праведноста од смрт избавува. Господ не остава праведникот да гладува, ама алчноста на безбожникот ја суетува. Мрзливата рака носи беда, вредната рака носи богатство. Кога расте во Битола, на први спрат живееше една жена, една многу фина жена, која живееше во тоа време, беше плетачка. Се сеќавате на плетачките што работеа со машина за плетење, нели ќе донесеш вуница наместо на рака, на машина ќе ти сработи. Имаше 2 деца студенти. Она беше сама жена која работи дома, маши беше глумец во Народен театар во Битола. Значи никој не беше од некој големо добро утро, од рака до уста им беше целата живеачка, буквално. И таа знаеше со мама да каже, јас никогаш не сум вратила човек, вика што ќе дојде кај мене. Можеш ова конче да ми го фатиш тука? Можеш ова да го закрпиш? Извини, можеш ли ова да ми го поправиш мене малку? Ова ми се растлете, фати го. Зашто? Вика, барем едно лепче ќе извадам ако не повеќе. И ме научи. Јас имам една аксиома, како сакате сватете ме. Верник, мрзлив е безбожник. Јас се уште стојам на тоа дека верник, човек, не смее да биде на социјална помош. Тоа е мојот длабоко верување, затоа што не го почитува Господ Бог. Не го почитува. Ти дал 2 раце, ти дал 2 нозе. Друга ситуација кога зборуваме за некој кој е немоќен и слаб или нешто друго. Тоа е веќе апсолутно друго. И Библијата си објаснува што како. Ама здрав прав човек, немам што да работам, не знам што да правам, седам дома по цел ден. Тоа е невера, тоа е безбожност. Извинете ми, јас така го сваќам тоа. Бог вика, седни, работи. Вредната рака носи богатство. Не очекувате на лото ќе се такво, ќе ми падне. Христијанин и кладилница е безбожник во кладилница. Како сакате разберете? Дајте ми аргумент дека не е така. Ако може, фино ќе биде, јас ќе научам нешто повеќе. Работи вика. И забележавте што вика? Касно станува, касно легнува, по цел ден е у кревет, не го интересира работа, ќе се шушка, ќе се фаќа, ќе прави што да правиме, ова ли ќе го работам, па мора ли тоа да го направам, и на крајот нема ништо. Тоа е описот на мрзливиот тука што е. Во 9 ни вика, управувај со парите. Прво, очекува дека ќе заработиш. И потоа вика, управувај си со нив. Почести го Господ со своите приходи. Посвети му ги првините од своите плодови, па ќе ти бидат полни амбарите и со ново вино ќе ти се прелеват каците. Има една интересна книшка, многу е малечка, многу чудно е направена, се вика Најбогатиот човек во Вавилон. Таа е една како книгичка за бизнес менеджмент совети. Така е напишана, може да ја најдете на интернет, има бесплатно, на многу нешта. И таму кажува првата вика правило да се збогатише, кога ќе земеш плата, ќе одвоиш нешто на страна за лош ден.
Библијата вика, кога ќе земеш што и да земеш, дај го делот на Господа. Почитувај го Господа со оно што ти го дал, а вика после ќе ти дадам. Се сеќавате на оној претходниот стих што го видовме тука, не сум видел праведникот да плаче за леп. За други работи да, ама да биде гладен, да вика немам што да јадам, ќе умрам од глад, тоа вика Господ не сум го остал никој. Да внимаваме на тоа. Да внимаваме да си го дадеме десетокот, да си го дадеме приходот на оно што ни треба тука во црквата. Многу важно во управувањето со парите е ова следното. Сине мој, ако си се нафатил за некого да гарантираш и за друг, раката си ја подал. Ако си дал дума и со збор си се врзал, се фатил жирант, направи го следново, сине, бидејќи си паднал во туги раце. Со други зборови, веќе си се поробил сами од себе си. Сон не им давај на твоите очи, ни дремка на твоите клепки, туку оди и извлечи се како срба од стапица, како птица од примка. Ако си решил да бидеш нечи жирант, бегај од тоа час поскоро. Бегај. Зошто? Ако имаш да ја дадеш таа гаранција, дај му пари. Речи, ево ти ги од мене парите. Ево ти ги од мене. Па врати ми. Ама жиран да се фаќаш, да не знаеш како ќе поминеш на крајот. Не знаеш што се био. Зошто ја кажам? Затоа што се ставаш под туѓа контрола. Не се ставаш под контрола на твојот Бог, не се ставаш под контрола на твојата фамилија, контролата ја даваш на некој трет човек. А зошто? Зошто би бил жиран за некој што сака на одмор да оди? Или да заврши нешто што нема толку итно и битно? Јас разбирам, ако треба нешто да се направи, дај му на човек, благослови го, помогни му, рече, имам, ево, ќе ти помогнам, ќе те позајмам, ако ќе можеш врати, ама жиран да се фаќаш, браќи и сестри, не. Уште Соломон го збори тоа, а денеска, иш да не правиме муа. И последното, служи им на другите. Тоа е дел од мудроста. Може да има и други ствари, јас до тука ќе застанам. Зошто е ова битно, ќе видите сега. Вели вака, Поговорки 3:27. Секогаш кога си во можност, покажи добродетел кон оние во нужда. Не вели му на ближниот, дојди друг пат утре ќе ти дадам, ако си во можност сега да му помогнеш. Ако можеш, дај. Ако не можеш, кажи не можам. Ако ти дојде некој ти бара 1000 евра, викаш не можам 50 да ти дадам. Немам повеќе. Дај му 50. Ама немој, дојди утре, дај да размислам да видам како ќе е утре. Дај да не си играм. Вели, не ковај му зло на соседот свој кој живее крај тебе и ти верува. Никого не обвинувај без причина, ако не ти сторил никакво зло. Не завидувај на насилниците, не поведувај се по нив, зашто на Господ му се одвратни насилниците. И тој им е пријател на справедливите. Куќата на безбожникот Господ ја проколнува, а домот на справедливиот го благословува. Овој текст всушност, ајде да го сумирам кратко за него, да не врвиме времето. Поентата на текстов е следното. Ако сакаш да си честен човек, тоа ќе вклучува служба кон братот, кон сестрата и служба кон тие околу тебе. Така ќе ги видат вашите добри дела, Матеј 5:17, и ќе го прослават вашиот татко кој е на небото. Помош не мора да биде нати 1000 евра. Помош не мора да биде нати 500 евра. Помош може да биде, јас немам друго, седни јади со мене денес. Подели тоа што има. На тој начин ќе го исполним оно што Господ вика, праведникот не останал гладен, гол и бос. Некој пати е доста некој да те сослуша, некој пати е доволно некој да ти помогне. Некој пати можеш, некој пати не можеш да помогнеш. Некој пати ќе можеме и ќе речеме, ево ти не враќај, некој пати ќе речеш, морам ова да го добијам, ти го давам од мене, сакам да ми се врати. Се е тоа лепо и красно. Ама да повториме на брзина. Има страхопочит кон Бог. Пази си го умот. Почитувај ги родителите. Внимателно избирај ги пријателите. Контролирај си ги желбите. Биди верен на сопружникот. Внимавај на твоите зборови. Биди трудолюбив. Управувај со парите и служи им на другите. Кога тоа ќе го направиме, ќе можеме да го направиме тоа, прибирај мудрост, проширувај го знаењето. И сакам да завршам со ова, само со овој стих. Среќни или блажени, зависи од преводот, се луѓето што се здобиле со мудрост. Луѓето кои стекнале остроумност, зашто придобивките од неа се повредни од сребреници. Вредноста е поголема од златни ризници, поскапоцена е од диаманти, а и сите наши скапоценности со неа се неспоредливи. Пријатно ќе се чувствуваш кога таа те придружува каде и да одиш. Со неа ќе имаш спокојство. Таа им е дрво на животот на оние кои од неа се хранат. Среќни се луѓето кои ја држат
и не ја испуштаат. Сакаш среќен и благословен живот, држи се до мудроста. Амин.